Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Може? Партиското крило на Алијанса на албанците на Зијадин Селе ја напушти коалицијата со ДУИ. Почна бродо, то не сега еден по еден сите ќе го напуштаат ДУИ, пошто не е веќе фактор у држава. Една работа мора да му се признае на Мицковски. Ја порази ДУИ како никој до сега. Од владеачка ја претвори у партија на пензионерија. А премиерот Мицковски откри дека председател на суд зема нето месечна плата од 180.000 денари. 3.000 евра зема, имаат 1% доверба. Не верувам дека премиерот зема толку, а има 30 пати поголема доверба кај граѓаните. Човеков се уби од работа, бе. 24/7 работи за наше добро, бе. Бел ден нема видено од кога почна да ја оправа Македонија. Ова неправда, ова го нема ни у Тунгузија, како да кажам. Господине, во процес е создавање на онлайн платформа наречена ЕУ базен на таленти. Па колку што ја разбирам, тој базен на таленти е со цел да ги поврзе овие европските фирми со кадри од земји што не се членки на Европската унија. И сега, например, ако на некој од Германија му треба работници, распишува оглас и онлайн се јавуваат работници од Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и овие им нудат плата, овие прифаќаат и заминуваат. Европа се пуни со работници, Македонија се празни. Со други зборови, ќе си заминат и овие млади што ни останаа овде. А почна расправата за новиот буџет? Па според СДСМ буџетот е недомаќински лош, според власта е домаќински и ќе има покачување на платите, а вистината е негде во средина и боли и боде како шило. Сам се надевам дека тоа шило нема да го прободе буџетот и да се чешаме 2026. Извинете, да ве прашам нешто? Ама дечко, немој, молим те, денеска за мене е ден на жалост. Што, да не ви умрел некој? Уште полош. Кажете што се случило. Им бапнале 18% ДДВ на сите нарачки од Тему и од Али Експрес, дечко. За поголема трагедија, поголема жалост од ова ами. Па чекајте, па не е се така трагично. За нарачки до 22 евра нема ДДВ. Ама што за 22 евра? Што за 22 евра? Јас секој месец под 150 евра не сум. Јас таму си нарачувам блузички, джемперчиња, сукнички, джинџири, минџири, накитово, чак и кондори си нарачувам и тоа замисли и на тоа ми стаиле 18% ДДВ. Па за мене денеска е ден на жалост, тоа да ти го кажам. Ве сваќам, примете сочувство. Сепак дозволете едно прашање да ви поставам. Фала, кажи. Франција и Украина се договорија Киев да купи 100 авиони ловци Рафал за одбрана од Русија. Пред месец дена украинците потпишаа договор со швеѓаните и купија 150 ловци. Па што не им ги дадат за џабе на украинците авионите? Па нели Украина ја брани Европа од Русија, така луѓето се во криза 3 години. Буџетот им е истощен. За некое време може луѓето ќе трпат и за храна и сега важно французите и швеѓаните им продале оружје на украинците. Да не даде Господ да ти заигра мечка у двор, никој нема да ти помогне. Гледам јас колку е са. Добар ви ден, господине. Дали може кратка анкета? Како да не може? Зашто да не може? Сега си размислам додека шетам низ парков, ги гледам лисјева и си викам, и 2 месеци од есента ги изедовме. За 1 месец почнува зима. Се спремните за зимата? Многу сакам снег. Годинава на Кицбил ке се скијам. Убаво да си поминете на скијање. Кај нас на гости беше германскиот министер за надворешни работи. По средбата немаше пресконференција. Дали тоа нешто ви говори? Сепак Германија е Германија. Што ќе ми говори? Немало пресконференција. Па добро, ке Германија е Германија, Македонија е Македонија. Видим, може да има многу причини. Може министерот има трема од камери. Може имал стомачен вирус, го болело пупето. Може каснал на авион. Така што не е проблем тоа. Минималецот во Македонија е најнизок во споредба со другите балкански земји. Во другите балкански земји минималната плата изнесува од 500 до 800 евра, кај нас е 400 евра. Ај сега ја тебе вака да те прашам. Дали ти си чул некој работник што е на минималец да умре од глад во Македонија? Не сум чул, Ама нема што ама. Значи минималната плата си е таман. Па 400 евра не се малку. Значи супер, има за све. И доста се споредуваме со другите. Што сега ој левци, дој левци. Ние сме си доволни сами за себе и супер ние.
Така, господине, што ќе кажете за новата забрана за фрлање ѓубре во Скопје од 22 до 6 часот наутро? Одлична забрана, ја поддржувам комплетно. Значи, под еден, веќе нема да има фрлање на раскапани шифонери до контейнерите после 22 часот, и под два ќе се сузбија малерот. Не ве разбирам каков малер. Види, нашиот народ има едно многу убаво правило. Вика, никако да не тресеш чаршавче со трошки од која ќе се стемни. Заради тоа што ќе доживееш несреќа. Знаеш, она си вечераш, нели на маса си имаш чаршавче, лепче ќе падне ово, она тровчиња, чаршавчето ќе си го спакуваш, утре од сабајле ќе го изтресеш. Ако го изтресеш кога е навечер, нели тресеш трошките паѓаат, те бија малер. Исто ѓубрево. Од 22 до 06 нема фрлање на ѓубре, ќе нема малери и народот ќе биде среќен. Да живее Македонија. Ви благодарам, господине. Ајде. Имајте Чао. убав ден.